Тешки беа тие моменти, али сепак некако почна полека да му се враќа на насметка оној живот. Значи, видовме дека за 2 месеци не се враќаме, ќе останеме и сега чекавме да видиме кај се родителите. И кога заврши граѓанската војна, потоа почнаа да ни се јавуваат и така почнавме една кореспонденција со родителите. Тие деца што не знаат да пишуваат, ние им помагавме во пишувањето на писма, тие што веќе знаат помалку и пишува, и така се дозна кои родители се живи. А кои беа умрени, значи кои беа погинати, и тоа дознавме, и секој погинат родител го плачевме. А ако на некоја девојче добиеше писмо дека татко му е погинат, ние сите плачеме со нејзе. На кој брачето му е погинато, сите плачеме со нејзе. Татко ми слушавме, сите плачат со мене. Значи, тоа беше еден колективен живот, едно како големо семејство, али сложно и убаво. И ние решиме мајките што беме, свите вдовици беме, му дадоме програма на децата. Се собраме, направиме на програма. Море му запееме, море заиграме оро, да и развеселиме децата. Мајка и дедо загина при едно од бомбардирањето во селото, но тие мене, за да ме спасат од жалбата, да речем така, не ми кажуваат, тек додек не најдов едно од писмата на сестра ми, која го пишуваше до мајка и до татко. Тоа беше веќе 53-та година, кога разбрав јас дека сестра ми само пишува мили тате, мили тате, мили тате. Си велам, зашто така, што ова? Не ги сакам дедо и мајка. И така разбрав дека мајка ми и дедо ми беа убиени за време 49-та година, кога офензивата настана Грчка против партизанското движење. Јас, да речеме, знаев дека едниот брат го знаев дека каде биде. И меѓутоа не ги знаев другите. И така, значи, информацијата беше тамо, тешко се воспоставува овие информации, зашто тоа требаше писма да се пише. Кој имаше некои познати, имаше често пати учители кои шетаат од едно место на друго, имаше некои службеници кои шетаат и кажуваат, пренесуваат. Иначе информацијата не беше тамо за да може да ја постигнеш. Сена се вкупно, јас поминав во Полска 18 години. Мајка ми ме испрати детенце, 13 на години, а веќе кога се врати во Скопје 59-та година, веќе има 23-4 години човек со фамилија, женет и така натака, и пак тоа е доста голема промена. Пред нас доаѓа оние слики минатите, го бараме народо, ги бараме своите луѓе. Мислам, луѓе не на оваа возраст, луѓе, децата, како што ние ги се разделивме. Нема замена за татковото или мајчиното огниште. И нема замена за својата земја, за својот народ, својата држава и така натаму. А ние имавме, ни беше дадено од Господ, од историските услови и така натаму, ни беше све тоа скрапено, одземено. И како што реков, јас не би сакал да му пожелам на некој друго дете иста судбина да дели како што имавме ние. Црна, темна темнина, тешка, болна тежина. Од гледка страшна студена, стојам без див зачудена. Беше 24 март, кога тргнав од село, а пред мене, околу мене, позади мене оставив мајки да плачат, мајки да лелекат за своето чедо. Мајките со очи раширени,
со лицата болни, згрчени, со црни шами завиткани, трча да го запомнат последниот миг и да го слушнат последниот плашлив вик. Мамо! А тоа мама, срцето им ги параше, душата љуто им ја гореше, очите солзи им ги полнеше, нозете снагата им ја подсекуваше. Видов да не видев, дете од мајка да се дели, слушнав, подобро да не слушнев, дете на мајка збогум да му вели. Збогум дечиња мили, мајки на деца им велат, но не за секој пат. Ние остануваме, а на вас среќен ми пат.